Мечот на денот или надпреварот на досегашниот тек на Европското фудбалско првенство дефинитивно е четвртфиналната пресметка меѓу актуелниот светски шампион Германија и селекцијата на Италија. Нашиот гостин, веќе споменав на почетокот, поранешниот селектор на фудбалската репрезентација Ѓоко Хаџиевски. Што очекувате од оваа мега пресметка која целиот свет се чини ја очекува со големо нетрпение? Па, во секој случај ќе биде неизвестен надпреварот заради тоа што Италија во последниве 4 надпревари на Европско првенство покажа многу повеќе од колку што се очекуваше. Лично јас не очекував дека може да турка толку заради тоа што Италија не е баш во некоја состојба како изминатите години кога беше славните времиња. Италијанското првенство осиромашено, најверојатно финансиската криза која што ја тресат клубовите, не се во можност да одберат баш најдобри фудбалери, тие заминуваат во Англија, најповеќе во Шпанија или во Германија. И пред Европското првенство четворица фудбалери кои што ја сочинуваат одбраната на Италија од Јувентус во подминати години, поготово Буфон, сигурно не беа гаранција дека италијаните ќе направат нешто повеќе. Лично јас не очекував. Очекував како Италија, како секогаш присутна и секогаш конкурентна, да. Меѓутоа, дали е сега добро водена од Конте, јаката мотивација, добрата организација внатре на надпреварите во кои, иако се постари фудбалери играат како да се дебитанти во смисол на дисциплината внатре во игра. Никој од нив не се однесува како некоја така Италијанците толку се па и немаат некоја голема мега звезда во репрезентацијата како што имаат некои други селекции. Буфон точно е легенда на италијанскиот фудбал. Роси од Рома, така можда така поафирмирани фудбалери, меѓутоа другиве горе-долу се стварно за пошироката фудбалска јавност непознати фудбалери. Али по секој случај умешноста е тука на сепак на на селекторот. Јас мислам дека сега вие прашувате за овој надпревар за вечерашниот, меѓутоа ова првенство ќе го одбележат добрите и лошите селектори, ми се чини. Добрите во кои и изворедната работа на Велс, на селекторот на Велс и на Исланд, и големите грешки би рекол на најголемиот Дел Боске, на Рој Ходжсон, на Чачич, кој што не е такво име, меѓутоа имаше едно од најдобрите репрезентации на Европско првенство. Мислам дека го обележуваат ова првенство. Значи, сепак улогата на тренерот и текако или селекторот е важна. Во овој случај, зборувајќи за Италија, мислам дека Конте во потполна смисла на зборот е лидер прав на оваа репрезентација. Во сосема поинаква позиција се двајцата селектори, Конте и Јоаким Лев. Јоаким Лев веќе има репрезентација со која е створена и со која има добар резултат, доаѓа на Европското првенство како актуелен светски шампион, додека Конте е во поинаква позиција. Овие, како што и вие рековте, не многу познати сега, не непознати далеку од тоа, меѓутоа не многу познати фудбалери да ги направи една целена и компактна целина која се покажува многу конкурентна на ова Европско првенство. Лично јас мислам дека Германија има мала предност, рачунајќи на тоа дека има многу поквалитетна репрезентација која е створена. И сега некако Гомес е фудбалер кој што, рачунајќи на тоа дека сите екипи играат дефанзивно против Германија, се повлечени такви фудбалери како што немаше во Шпанија, например. Гомес е еден фудбалер кој што е тешко да се чува. Многу е робустен, многу јак. Гледаме дека и сега, иако е малку постар, и текако ги решава надпреварите и ослободува голем простор за Милер, за ГЦА, евентуално за останатите фудбалери кои се Тони Крос, позади нив Өзел. Мислам дека таа му е една, би рекол, надополна која и текако добро функционира сега во германската репрезентација. Бековите се променети, горе-долу останатиот дел од тимот е стандарден, водењето рутинирано,
Мислам дека мала предност има, меѓутоа ова како изигра Италија 3-4 пати очекував дека може да сега ќе паднат, меѓутоа тие одат понатаму, мислам дека ја прави неизвестна оваа средба. Ако гледаме во бројки, Италија и Германија многу успешно стигнаа до оваа фаза од надпреварувањето. Германците има еден нерешен резултат само во групната фаза против Полска 0-0, каде што сепак не примија гол. Ја победија Украина 2-0, славеа против Северна Ирска во последното коло со 1-0, а потоа беа сигурни во осмина финалето против Словачка со 3-0. Германија е репрезентација која и натаму нема примено гол. Италијанците имаат еден пораз за разлика од германците, да, со Ирска изменет состав и Буфон на Ирска. Меѓутоа тоа немаше никакво значење резултатско за италијаните, затоа што тие веќе по второто коло знаеа дека завршуваат на првото место и потоа овој мега резултат што го постигнаа италијанците против Шпанија со елиминацијата од 2-0, меѓутоа не само елиминацијата во бројка, туку надиграноста на шпанците на тој надпревар зборува многу за италијанскиот состав. Да не испадне дека јас ја негирам квалитетот или успехот на италијанската репрезентација до сега. Јас сум еден од ретките кои што прогнозираше 2006 година во Германија дека Италија ќе биде светски првак и беше светски првак. Меѓутоа не гледав фудбалски сега таква силина во оваа италијанска репрезентација, а кога зборуваме за тој најголем успех и победата против Шпанија, каде што Шпанија беше навистина голем фаворит, мислам дека огромни грешки Дел Боске направи во тој надпревар. Јас не можам да го критикувам Дел Боске, сега тој е најуспешниот два пати европски првак со ред, светски првак, значи, али во овој надпревар со Италија направи толку импровизации кои се недозволени за вакво надпреварување. Почнува со Мората, покасно го става Адорис, па го вади Мората, па му се повредува Адорис, па завршува со два мали шпици играчи. Мислам дека практично не знаеше што сега во текот на надпреварот, а Шпанија е репрезентација, земја која има огромен број на квалитетни фудбалери. На време можеше да се спреми со алтернации и да не се импровизира така. И мислам дека не заради грешките на Шпанија, Италија заслужи да го добие тој надпревар. Меѓутоа, многу им помогна и ова лутање на шпанската репрезентација. Германците, за разлика од Италија, немаат толку тежок пат или такви големи надпревари. Бројките ги споменавме. Многу познавачи сепак велат дека не се видело најдоброто од Германија досега на ова европско првенство. Се согласувате ли со? Тешко е првенството, најверојатно заради тоа. Ја темпираат ли правилно формата германците? Ја темпираат. Они играат колку што навистина колку што и треба. Сигурно тие можат да ги згазат и поставите репрезентација ако се мора, меѓутоа во онај првиот дел на квалификациите играе колку што требаше и поминува. Меѓутоа сепак е квалитетна репрезентација. Мислам дека е квалитетна репрезентација и можат да се спортистуваат на секој дел од теренот. Имат јака одбрана, ви рековме немаат примено гол, имат најдобар голман. Да не заборавиме од последното светско првенство Ноер, Крос, Милер, три играчи најдобри во тимот на светското првенство. Го потенцираат огромното значење на Тони Крос за италијанската репрезентација со оглед на неговата на тоа што тој како придонесува во развојот на играта на германската репрезентација во текот на надпреварот. Има уште еден податок, да речеме Озел, кој што далеку подобар од колку што игра во Арсенал. На еден од изминативите надпревари во моментот се не можам да сетам, меѓутоа имаше само еден грешен пас во 90 минути. Значи, да не заборавиме тоа дека имат плеймейкер кој што во секое време има прави топки кон супер фудбалери во шпицот. Затоа и кажа балансот е добар на одбраната, везниот ред во дефанзива, нападот и офанзивните играчи кои што на секој дел имат перфектен фудбалер и добри замени. Швајштангер кој што беше капитен на светското првенство, не може да најде место, навистина беше повреден. Последните надпревари во Манчестер не изигра во некоја добра форма, меѓутоа тоа зборува дека не играат имиња, играат најдобрите. И селекторот на Италија чувме вели сосема логично германската репрезентација функционира како тим, како клуб во првенство многу повеќе отколку како репрезентација во аспект на воиграноста и на колективниот дух кој го
манифестира. Тука би привршиле со овој дел од разговорот. Секако ќе ги споменеме и останатите надпревари. Последниот надпревар од четвртфиналето е дуелот меѓу домаќинот Франција и изненадувањето Исланд. Франција влегува како супер фаворит во овој надпревар. Тоа не беше случај со Англија во осмина финалниот дуел против Исланд. Секако англичаните се сметаа за некаков фаворит, меѓутоа англичаните одамна се чини не се таков мега фаворит со никого на европските првенства. Да би кажал и за Англија како грешките што ги направи Дел Боске. Значи Хорстон најплатениот тренер во светот, 4 утакмици не мрдна од купа, не можам да сватам. По 5 фудбалери имаше од Тотенхем и од Ливерпул. Знаете дека Клоп и Покетино ги водат супер во цело првенство, играе во многу добра форма. Тука како е можно да тие фудбалери воопште не дадат ништо, да изгубат од Велс и во групата беа втори, изгуби од Исланд. Мислам тоа е срам за Англија со оглед на тоа дека имаат најскапо првенство и супер квалитетни фудбалери. Се враќаме на Франција и Исланд. Значи, французите дефинитивно се мега фаворити во оваа пресметка. Исланд се чини го достигна не врвот, повеќе од врвот на тоа што можеле и да посакуваат и да сонуваат и исландјаните и исландските фудбалери. Што може да се очекува сепак од тој надпревар? Пардон, мислам дека Франција е фаворит реално. Сега понекогаш тоа верување во некој аутсайдер оди до безграничност. Значи, знам дека многу луѓе веруваат, знам дека многу луѓе се соживуваат со некои такви моменти. Сепак трезвено размислувам како фудбалски тренер, секој се определувам на моменталниот квалитет. Сепак овде се работи за надпревар елиминација, не се работи за надпревар во групи каде што може да има калкулација. Нема калкулација. Значи јас не можам да сватам дека некој нема да се даде 100%. Значи французите дома со супер квалитетна репрезентација, мислам дека се реално фаворити во однос на... Нема многу тежок пат до овде, докај што дојдоа французите. Истот е супер воден и тактички, и морално волни особини, и исто избалансиран тимот, многу добро, меѓутоа мислам дека Франција во овој дуел. Да, така мислам. Како го објаснувате сепак вие ова чудото на Исланд кој многу мина така го нарекува? Па да ви кажам нешто, значи потегот на УЕФА што дозволи 24 репрезентации го поздравувам, зашто многу мина видоа своја шанса во овакви. Значи покрај Исланд, Велс, имавме тука и Словачка, имавме Албанија, Ирска, Северна, кои првпат учествуваат на Европско првенство и се покажаа доста добри. Значи Албанија испадна, меѓутоа можеше и да оди во наредниот круг со оглед на тоа дека изигра добро над преварите. Луѓето работат, сојузите работат. Ништо не е случајно. Значи и во квалификациите овие репрезентации имаат супер резултати. Значи не се некакво толку големо изненадување. Затоа сам да кажам дека ова е добро изорганизирана работа, добро испланирана, создадени добри тимови кои одиграја одлично во квалификациите, си ја видоа својата шанса. Сега дека имало на европски првенства изненадувања, јас ќе потсетам дека и Данска 90-та година наместо Југославија играше на европско првенство, втора во групата наместо Југославија влезе, го освои европското првенство, финале против Германија победи. Имаше и Грција со Ото Рехагел, долго време после тоа ги нема. Меѓутоа, мислам и Бугарија на светското првенство јас знам во тоа време работев во Бугарија, во ЦСКА, во тој момент кога беа квалификациите, никој не веруваше дека Бугарија и ќе оди на светско првенство, зашто беа Франција во двата последни надпревари дома против Израел и против Бугарија изгуби во 95-та минута и Бугарија отиде на светско првенство, освои 4-то место. Што значи дека се случувало и порано некои такви изненадувања. Меѓутоа, ова сега беше една шанса претходно дадена дека ќе има повеќе репрезентации, која што овие помали репрезентации многу добро ја искористија и сега ќе имат уште поголема шанса зашто добиваат многу големи финансиски средства како награда за резултатите на Европско првенство, што значи дека и во смисло на инфраструктура и во многу други вложувања треба да очекуваме дека ќе држат континуитет. Ќе ве вратам секако на тоа што познат е едниот полуфинален пар на ова Европско првенство, тоа во полуфиналето се среќаваат репрезентациите на Португалија и на Велс. Селекцијата на Велс
направи еден исто така подвиг, може да се квалификува дефинитивно со пласманот во полуфиналето, ќе се соочи со Португалија, за која претпоставувам и вие и многумина така. велат дека не е Среќна. правда и не е фер што е полуфиналист. Како гледате на оваа двојка? Јас во вчерашниот натпревар бев за Белгија, с оглед на тоа дека сум поклоник на фудбалски елементи добри во играта, која што ги има и ги испадна Шпанија, испадна Хрватска, испадна Англија, сакав Белгија зашто игра добар фудбал, зашто има добри фудбалери и верував дека може да го добие Велс, меѓутоа дали ослабени белгијанците во одбрана со скоро нова одбранбена линија, меѓутоа Велс сосема заслужено влезе по играта, по квалитетот, значи тие не играја баш што, да, во еден период второ полувреме го бранеа водството 2-1, меѓутоа многу брзо доаѓаја до гол, смислено и не може една репрезентација 15-16 надпревари, на пример, со добри репрезентации да игра во континуитет така добро, а да не е добра. По имиња не се така нешто добри. Сега искрено со оглед на тоа пак што го видовме од Португалија и најголемото разочарување на Роналдо, кој што во првенство, ама баш еден надпревар само репрезентацијата без победа стигна до полуфинале. Да, што го одигра тој надпревар, многу слабо, не одиграа, тактички се добри, искусна репрезентација, али сега најавам за Велс заради тоа што ни покажа дека ете со добро укомпониран тим, со Колеман беше? Колман, тренерот на Велс, супер добро смирено, меѓутоа цело време диши заедно со екипата, ја води репрезентацијата. Еден Бел кој што е 5 пати подобар од кога Се игра во. покаже само дека Велс не е таква човек репрезентација како што се очекуваше да биде на европско првенство, дека е Бел, па останатите. Сепак не функционира тоа до толку така драстично. Има добри играчи и во средината, Ремзи, Ален од Ливерпул, играчи кои што се стандардни во своите екипи, меѓутоа има играчи кои што прв гол постигнуваат во најважен момент и го решаваат надпреварот, никогаш предходно, значи се добро водени и силно мотивирани. Уште еднаш викам една новина која ја прифаќам со големо задоволство и станувам поклоник на Велс оглед на ова што го покажа во досегашниот дел првенство. Ќе експлодира ли конечно Португалија или не очекувате такво нешто да видиме? Па сега не го направија никогаш, ако сега го направи, тогаш нема правило некој кога некоја репрезентација. Значи ние се водиме низ ова да Велс цело време игра добро, а Португалија цело време игра лошо. Тама Португалија на овој пат елиминираше такви репрезентации што играле добро, а Португалија стигна до полуфиналот. Точно е. И италијаните беа таква една репрезентација во изминатите години кои што без игра доаѓаја до завршница. Сега Португалија има супер тренер, морам да кажам. Значи Сантос го пратам од порано во Грција кога беше првин тренер на АЕК, па на ПАОК, па на репрезентација на Грција, на Бенфика, супер тренер, искусен, добро ја води репрезентацијата, меѓутоа не игра, дали е малку и среќа има. Губеа 3 пати од Унгарија тој надпревар и поминаа се, дали се толку моќни вако Велс да го срушат, тогаш Алвера е заслужено ќе влезат во финале, меѓутоа ако можеме да кажеме некоја прогноза, сега стојам на страната на Велс. За задоволување на правдата фудбалска и спортска. Да. Господин Хаџиевски, јас ви благодарам што одвоивте време да бидете гостин на нашата програма. Може би до крајот на европското или по европското повторно ќе анализираме заедно. Почитувани, тука е крајот на ова издание на спортскиот преглед. Секако ве поканувам да останете и во продолжение на програмата на телевизија Нова, комплетниот преглед на спортскиот ден, на оно што се случува на европското првенство и на сите останати спортски настани точно во 23 часот. Бидете и тогаш со нас.